Се наоѓаме во Ниш туку со возила на итна медицинска помош, 2 лица настрадани, односно повредени од страшниот пожар кој се случи синоќа во Кочани, туку пристигна едниот повреден е овде во воената болница во Ниш, а другиот повреден е пренесен во клиничкиот центар во Ниш. Ова се официјалните информации кои што можевме да ги добиеме. Неофицијално лицето кое пристигна овде зад мене во воената болница во Ниш е малолетно, за неколку месеци треба да наполни 18 години, меѓутоа се уште е малолетно, но како што кажав, ова се неофицијални и непотврдени информации се уште, и тоа е се што можам да кажам од овде од Ниш за сега, бидејќи се уште не ни даваат конкретни и точни информации за тоа во каква состојба се наоѓаат двајцата повредени кои беа испратени во овој град, бидејќи нормално се уште им не се прегледани, но мобилизирани се медицинските тимови и подготвени за нивното пристигнување. Како што кажав, тоа е се што можам да кажам за сега од овде, доколку имаме повеќе информации, повторно ќе ви известиме за нивната состојба. Што туку разговарав со директорот на клиничкиот центар овде во Ниш, каде беше донесен вториот пациент, поточно пациентка која е настраднана, односно повредена во пожарот во Кочани. Се работи за 45 годишна жена, точен опис на здравствената состојба во која е донесена. Ке слушнете од аудио изјавата на директорот на клиничкиот центар овде во Ниш. Се уште е прерано за било какви други информации, бидејќи што туку пристигна двајцата пациенти во овој град, како што кажав и претходно, еден во воената болница, а вториот овде во клиничкиот центар. Како што ми кажа и директорот во таа аудио изјава, тимовите веќе биле информирани и биле во состојба на готовност и веднаш се преземени се што е во нивна надлежност за да почнат со лекување. Како што кажав, веќе било се подготвено за нивното доаѓање, меѓутоа додека не завршат тие медицински зафати, никој овде не може да ни даде подетални информации за состојбата на овие пациенти. У Универзитетски клинички центар у Нишу примljena je pacijentkinja stara 45 godina. Dovežena je našim vojnim sanitetom, intubirana sa opekotinama koje pokrivaju oko 30% površine tela drugog i trećeg stepena. Krenula je odmah obrada, najpre ćemo da obradimo njene opekotine da bi procenili šta dalje sa njima. Pacijenti koji imaju opekotine bivaju najpre elektrolitski ugroženi, tako da nećemo sigurno dozvoliti da njen metabolizam krene u tom pravcu. Uradit ćemo sve ono što je najbolje za pacijentkinju i bit ćemo u kontaktu sa svim službama Ministarstva zdravlja i Ministarstva vojske koje to budu nas zahtevale. Ukoliko bude potrebno još pacijenata da zbrinemo, pripremili smo 10 do 15 postelja, kako je naredio naš ministar zdravlja, i za sve što može da se uradi za te pacijente, UKC Niš će uraditi.